Се живе денеска ќе биде густо. Ќе биде, Милке, ќе биде. Дај да се преброиме. Што да се преброиме? Ајде, живе. Колку имаш ти? Знаеш, нема многу. Има трошоци. Живе те молам, не почнувај. Прв пат син ми е во војска и прв пат доаѓа на отсуство. Ке доаѓаат гости, живе да ги испратат. Ке доаѓаат. Тетките веќе се јавија. Ја. Сакаш после да речат ту какви цици, како што знаат. Нели требаше Марко да отиде кај нив? Требаше. Јас така мислев, ама готово е. Живе вака. Јас треба да земам, значи, соленки, месо за мезе, кифлички, кашкавал, тулумби. Добро, полека, Милке, полека. Живе те молам барем тулумби. Тулумби? Тулумби. Добро, ајде, тулумби може. Знаеш, и ако останат, Славе ќе им го најде крајот. А значи живе вака во 12 ќе дојдеш кај мене и се заедно ќе купуваме. Да не речеш после ова, она, знаеш? Ајде, знам. Ајде да вади се што имаш. Па што вади, Бремирка, знаеш дека е крај на месецов, мајката. Не, ти ќе ми кажуваш. А ти? Па нели рековме дека треба да имаме заеднички буџет? И имаме, живе. Имаме. Се заедно ќе купуваме, не грижи се, ајде. Така. Милке, знаеш ли ти како се прават мирисите што ти ги продаваш? Леле, Живко, Што село Живко? гори, баба се чешла. Ајде би можело да тоа да ти помогне, па треба се да се знае. Знаеш, би ти помогнало, ти подобро ќе продаваш, повеќе ќе заработуваш и ќе има повеќе парички на оваа маса. Знам. Милке, што мислиш ти? Јас полека си го усовршувам знаењето. Леле, Живко, Што? не сум те видела нешто книга да отвориш. Милке, па сега е модерна ера, па јас имам други информации. Добро де, ајде, кажи како се прават мирисите. Денес се плаќа, остави тука едно стотче и ќе би ти кажам. Ајде. Еве, Живе. Не од тоа, од тој твојот црн фонд. Леле, Живко, ко дете си. Ко дете, од моите сакаш. Ајде да видиме. Еве. Требаше ли да посакам да бидам како нив? Па и покрај се светот на возрастните и натаму силно ме привлекуваше. Бев скоро сигурен дека ќе можам да го менувам, а самиот да бидам сосема поинаков од сите нив. Ете така, Милке. Сега, Живко, да те нема. Молам, само без лутење. Јас ова сето си го заработив честно, така? Ајде, оди еднаш. Ќе одам. Во 12 да се нацрташ кај мене, разбра? Мори Милке, колку те сакам вака кога си лута. Леле. Добро утро. Добро утро, Славе, добро утро. Милке, јас сега одам, те чекам долу. Ајде да оди еднаш. Добро утро, Славе. Се наспа? Знам како можеш да си ги повратиш парите. Ајде. Прашај го како може на необичен начин да се измери највисокиот врв на светот, Монт Еверест. Не ќе одоле. Славе, а ти што бараш за ова, Не сакам да личам на тато. Добро. Ајде, кажи, како може да се измере? Со женски чорап. Со женски чорап, Славе. Вистина. Женските чорапи се прават од најтенкото и најфиното вештачко влакно. Кога еден таков чорап ќе се распарат, се добива конец долг 9 километри. И со таквиот конец може да се измери највисокиот врв на светот, Монт Еверест. На Хималајите. Славе, значи на татко ти му ги дигнав парите, готово, а? Ајде сега јас да одам. Земе ти нешто соленко, од благо ми е преку глава. Како ти што ќе кажеш, шефе? Ајде, здраво.
како ќе одам денес на базен. Старите здувна, а? Да. Добро утро. Последно утро, Марко. Да. Ништо не направив. Ајде бе, цел живот е пред нас, будалче. Зошто не дојдете и ти и Роска на базен? Денес? Идејата не ти е лоша, ќе дојдеме. Што е тоа? Од 8 сум со Јана и со Дивна. Од 9 со Билјада и Верче. Од 10 сум со Јагода и Лиле, ако ја пушти мајсторица. Чекај да види. Од колку си со Јагода? Нема да си се доближил. Од 10, а? Немој да ме срамотиш, чу? Еве, да го почестиш друштвото. Нема смисла, Марко. Ајде бе, земи. Леле, ама си се фризирал. Останав должен. Должен? Тоа никако. Еве, раздолжи се. Само ти забележа дека смени Фибич. И ја. Ама и Роска. Ајде, Славе, нешто да јадеме, оти овој вампиров со мрежава секи не изјаде. Добро утро, девојчиња. Како сте? Како ланскиот снег. Одлично за горештинава. А ти, Јана? Те сонував како ме давиш во базенов. За казна јас ги плаќам вашите билети. Што е ова? Воодушевена сум. Здраво, здраво. А овде има леп за мене, а? Запознајте се. Ова е Верче, инструктор по пливање. Само преку летото. Инаку студира за аптекарка. Фармација, Славе. Дивна учи граматика. Јана, моја другарка. Верче? Дивна, нејзина другарка. Драго. Инаку и јас сум за долги патеки, но на суво. А и Славе беше таков. Сега сум тркач од утро до вечер. Брат ми Марко вечерва заминува. Најпосле. А јас не успев да го запознавам, изгледа да се уплаши од критиките за правописот. Мори не се плаши тој од ништо, туку има други работи. Јас ти верувам. Здраво. Здраво. Знаев дека си тука. А ти ги менуваш навигите покрај брат ми Славе, а? Се прејадовме двајцата тулумби. Слушам, ќе си одела на базен. А ти не зашто таму не се оди со мотор. Што знаеш? Може би и јас ги менувам навиките. Еве, почнав и да учам. Па добро, соблечете се, ќе ве чекам долу во базенот. Запознајте се, ова е Билјана од самопослугата, а ова е Дивна од Кејат. Јан. Повелете кикиритки. Малку. Не, благодарам. Повелете кај мене на сладолет. Вечер не, брат ми Марко го испраќаме. Но утре е недела, може сите да се собереме. Договорено? Прекрасно. Денеска јас честам. Што беше ова? Билјана е нешто нерасположена. Некои луѓе мислат дека се осамени, дека никој не мисли на нив. Колку грешат. Сакате кикиритки уште остана? Ми јас сакам. Шефот ми беше немтуре синоќ, ќе донесев и друго. Утре ќе му ставам спрепка. Штета во недела не доаѓа. Ми ги украле диваните на велосипедот. Кој бе? Не секира се, Билјанче, јас ќе ти најдам други диван. Јас сум тата Матаза. Славе. Зими мајка, праша Јана. Него за сега бидува. А тебе, Јана, утре ќе те водам кај родителите. Многу си интересно. Вистина е, мајка му ќе ти шприцне парфем, а татко му можеш да го прашаш што сакаш. Еј, него брат ми Диме со јагода.
Навистина и ти си ги менуваш навиките. Станува ми точен. Минута до 10. Задоволна? Здраво. Здраво. Ве видов од терасата. Честам за Марко. Леле, како ли ке честиш кога мене ќе ме соберат во војска? Јагоче, ако е овој безобразен со тебе да ми кажеш. Што бе? Ке ми ги дупнеш гумите од моторот, а? Не, ќе те оставам изутрина да чекаш пред WC-то. Влезете, онаму ќе се совлечете. Пораснал, брат ми. Срце, а и ти, понекогаш. Ајде и ти, Ана! Столички, бе, кој? Силно момче, силно девојче. Навистина не го познаваш брат му Марко? Не, само делумно покажување. Тоа е големата причина за преобразбата на ова момче кој се плашеше дури да позборува со девојче. Да, сега тој уме и да ги забавува. Да знаев дека славиме таква победа, ќе донесев сладолед. Па никогаш не доцна за честење. Да, само што јас морам да одам, малце се бањам. И јас? Мило ми е што остана, Јане. Остани до пладне, остани цел ден. Добро. Попладне дојди кај мене дома. Не ќе има торте, но ќе има тулумби. Луда сум по тулумби. И јас. Еј, брат! Долгиот конец од 9 километри, можеш да го измериш највисокиот врв на светот. Дај сега. Од каде ти се тие податоци? Славе. Штогаш се точни? Имаме умно дете, живеем. Како побрзај може некој да те баре. Се вратиш сосема ќе опоканиме сето друштво на слад. Доста се делевме. Тогаш сите денови ќе бидат пред нас. Можеме денес да одиме на базен, ако сакаш. Таму е Славе.
Ало, Лиле? Се јавувам од базен. Можеш ли да се извлечкаш од тука? Целото друштво е овде. Речи на мајсторицата дека ќе ти платам за фризерајот. Навистина имам пари. Еј, Славе, речи дека ти ја бараш. Лиле, речи дека лично јас те барам. Марко вечер заминува. Јас често. Речи и така едноставно. Таа е човек ќе разбере. Чао. Диме, жити моторот, качи се на моторот и довези ја Лиле. Она од фризерницата. Лиле? Важи. Марко! Роска! Здраво! Здраво! Дивна! Жал ми е што мораме да одиме. Да, работата пред се. Никакво одење. Марко ќе ве оправда некако. И Лиле сега ќе дојде, сите сме заедно. Добро, важи, Слава, еве, утре недела ќе одработам 2 смени. Така го менував светот. Едноставно, лесно, својски. Но основната желба на сите тие промени беше луѓето меѓу себе да се сакаат. Тоа стануваше најважното нешто на светот. Па тој е на Билјана. Ама не тој, еве овој што плива неправилно од сите. Кој? Овој?
требаат пари. Да, ти ќе му пуштиш од тие што ги заработи. Зрно едно. Марко, да се сликаш. Да се сликам, да, ма И уште повеќе слика. во боја. Постоje амигови кои никогаш не ќе влезат во албум. Иако татко ми толку грижливо го редеше, сакајќи да не ги зачува спомените на нашата младост. Не, тој не ќе да знаеше никогаш за. Сакам да видите синови на место. Голема иднина ве чека. Живе. А изгледа и големо друштво. Ајде, живе, стани. Сега, одам, Ханес. Славе, слези долу, следи ме. Тргни го бре тоа чудо од главата пред гостите. Ајде, Диви. Ајде. Леле се е растурено. Ало. Навистина големо друштво, кај ќе ве соберам сите, ајде. Кај заостана овој Славе? Ајде, не грижи се, големиот веќе тој. Да не сум се намирисала многу, Живе, а? Баш си згодна вечерва. Ајде, Чичко Живко! Славе! Славе! Јас сум Јовче. Пристигнав од Охрид. Возот со кој требаше да замине Марко беше исто така обичен воз, како оној со кој пристигна. Но јас веќе зачекорував во младоста и со него помнам исчезна и последниот мој страв пред девојчињата, без кои ниедно момче не може вистински да порасне. Славе! Славе, јас сум Јовче. Пристигнав од Охрид. Ајде, нема време. Ајде. Ајде, Славе, прво. Ајде, Славе. Ајде, Диме. Ќе пиши. Ајде, Марко, биде, јунак. Ајде. Добро. Ајде, па пиши. Јунак, Марко.
историја. Програма наменет